Добар ден, ново издание на емисијата Напладне. IT секторот денеска е главен двигател на економијата секаде во светот, па и кај нас. Не е исклучок ниту нашата држава, а и нашиот град Охрид. Од Охрид на американскиот пазар веќе неколку години успешно работи компанијата Slice, отварајќи можност за младите кадри да изградат светска кариера токму од нашиот град. За мисијата и визијата на компанијата, новите трендови и можностите за локалната заедница, денеска во Напладне разговараме со Андријана Тасевска, директор на човечки ресурси во Slice. Добар ден, добре ни дојдовте. Благодарам за поканата. Да. Еве првото прашање, што се крие зад брендот Slice и што всушност представува вашата компанија? Доста е романтична приказната и онака како што претпоставам сите големи брендови почнале во една, да речеме, глава полна со ентузијазам, амбициозност и желба за да се помогне пред се на своите родители. Илир Села, кој е роден во Дебар, живе веќе долго време во Њујорк, им помогнал на почетокот на своите родители да направат, да се присутни во интернет светот со својата малечка пицерија и оттаму почнува целата приказна. Значи неговата идеја бил да помогне на семејните бизниси кои ги познал во моментот, а знаел дека пицата е и ќе остане, да речем, дури е како символ, нели, за цела Америка. Им помага на почетокот да направат веб страна, бидејќи тие не само што не знаат, туку навистина нема време еден пица мајстор и да прима гости, и да прима муштери, и да прави активности по однос на маркетинг. Значи тоа го смислува да направи платформа со која ќе помогне дефинитивно на локалните бизнисмени, малечки бизниси во Америка, и од прв ресторан во моментов обслужуваме околу 19.000 пицерии во Америка. Да. Браво. Да, и тоа е постигнато во распон од 12 години. Да. Значи имате представништва во Охрид, Дебар и Скопје. Сега прашањето му е зошто Slice го избра токму Охрид? За Дебар, затоа што нели бидејќи Илир Села од таму потекнува. Вториот избор за отварање канцеларија дефинитивно бил Охрид. Пред си би рекла заради блискоста, но исто блиски родини на Илир кои на почетокот заедно со него многу вложуваат и го развива бизнисот тука, се врателе од Њујорк и апсолутно треба да им сме преблагодарни и го градат бизнисот и живеат во Охрид, па ја отвараат и канцеларијата во Охрид. Да, колку вработени имате на сите 3 места? Па просечно би рекле дека се движиме околу 600 луѓе, бидејќи доста имаме обрт, значи доста луѓе си заминуваат и влегуваат нови кадри, околу 600 е бројката и скоро би рекла дека подеднакво сме во канцелариите, 200 во Дебар, 200 во Охрид и 200 во Скопје. Да. Во која насока се движи компанијата во САД? Дали се следат новите трендови на пазарот? Да, апсолутно. Све се следи, бидејќи убавината на америчкиот пазар е конкуренцијата. Ако не следиш или дури ако не донесуваш нови решенија кои ќе бидат прифатени како иновација, ние еве што викаме, дефинитивно не можеш да успееш и апсолутно Slice во моментов на, да речеме, има сосема правилна насока, значи не го развиваме само постоечкиот централен бизнис модел, туку додаваме и нови вертикали. Да, и како нови функционира овој бизнис, да објасниме што ја сочинува работата на вашите вработници? Јас би сакала да доблежам на нашите предсе на фамилиите тука кои ги праќаат своите има 29 години е средната возраст на Slice. Значи генерално да речеме природно е дека помлади луѓе привлекуваме со бизнис моделот кој го имаме, така да би сакала баш и на дома на фамилијата, на мама, на тато да им објасниме што значи, пошто може оддалеку да изгледа дека децава најверојатно тука прават пица и ја праќаат во Америка. Тоа е една од шегите што ние си ја кажуваме. Всушност треба да се замислат дека ние сме апликација која е на телефон и може преку таа апликација да се нарачува
пица генерално. Разликата меѓу другите тука е дека нашиот производ е исклучиво на амерички пазар. Значи ние не нудиме тука ништо спрема луѓето како муштери. Значи нашата мисија да речеме е им помагаме на локалците да созреат. Исто би било и тука на некој начин со тоа што како производ е дека сме вработувач. Значи ние им даваме можност на нашите млади луѓе да созреат во однос на имајќи една светска кариера, бидејќи директно и исклучиво се работи само за сад. Како изгледа, да речеме, тоа на дневно ниво во Дебар, Охрид и Скопје, затоа што имаме канцеларии во Белфаст, во Северна Ирска и во Њу Йорк, е дека голем дел од нив би работеле како услуга на клиенти, кај што може да се јават клиентите кои ја нарачуваат пицата. Има клиенти кои не може да ја користат, да речеме, апликацијата, се повозрасни. Тие се јавуваат на телефон. Имаме луѓе кои треба исто така да ги направат и сликите кои стојат на таа апликација. Имаме луѓе кои ги излистуваат пицериите или го менуваат менито за пицериите. Значи има многу, да речеме, позадински процеси кои мора да се случат за сето тоа така едноставно да изгледа на веб страна или на апликација. Втората, би рекла, вертикала е нашите луѓе кои ги обслужуваат рестораните. Ние сакаме да кажеме дека сме прв партнер на тие пицери и ресторани и ги покриваме сите оние бизнис делови за кои тие немаат време или уште подобро едноставно им даваме простор стварно да си направат квалитетна пица. Се друго, на некој начин ние се грижиме за нив, од наплата, од нарачки, достава, нивно присуство на Google, за да може да ги најдете, ако сакаат специфични веб страни, исто така. И третата вертикала е она што ние денеска го викаме инженери, значи компјутерски инженери, програмски инженери, луѓето кои градат инфраструктурата за сето ова да биде возможно. Така, одлично, кај вас е тоа што постојано се проширувате и имате постојано отворени работни места. Каков кадар барате и кои квалификации треба да ги поседува еден кандидат кој што ќе аплицира за работа во Слайс? Пред себе морам да испратам оваа порака, зашто доста загриженост секогаш слушаме кога зборуваме за Слайс. Значи Слайс е редовен работодавец во Македонија по сите законски норми. Постојаниот обрт на вработени е затоа што со секој нов вработен се отвора место за следниот. Значи секој вработен кај нас директно има удел во растењето на компанијата, па така да на некој начин отвара места за другите. Тоа што го бараме е, да речем, во трите вертикали е различно. Нормално во програмирањето дел, инженерите, дата аналистите треба да бидат доста остручени. Значи таму веќе бараме сениори. Значи некој што изодел доста дел од пат. Убавината на нашиот инженерски дел е и разлика спрема сите други компании моментално во Македонија е дека кај нас навистина се учи и се работи за интерно развивање на софтвер. Значи ние не работиме за трети компании кои развиваат софтвер, ние се го развиваме нашиот софтвер и има директен значи луѓето едноставно многу го сакаат тоа, не мора да чека некој клиент да стигне од надвор да рече сега на овој проект ќе работите, туку имаат простор сами да дори да предложат нивни проекти преку посебни хакатони кои ги правиме натре во самата компанија. Вториот дел би било дека имаме потреба од луѓе кои знаат да продаваат на телефон. Тука е каде е забуната дека сме кол центар, бидејќи нема друг начин да им пристапиме на рестораните. Првичното секогаш е дека би им се јавиле на телефон и потоа понатака веќе следи им праќаме мејл, значи градиме пријателски односи со нив. Во втората вертикала, да речеме, има како би биле два оддели. Едните вршат само продажба, а другите вршат постпродажба. Значи им го збогатуваат портфолиото на продукти кои може еден ресторан да ги има кај себе. Таму навистина ни треба луѓе кои се полни со самодоверба, можат да преговараат, и англискиот им е на комфорно ниво, би рекла. Значи не мора да биде академски.
Не мора да биде многу висок англиски, ама да бидат, дури и да знаат 2000 збора, да знаат како да ги користат. Значи тоа е тоа што ни треба. И за третата вертикала, дефинитивно би рекла, таму овозможуваме, даваме можност на луѓе дури кои не работеле досега никаде, им даваме можност и ги тренираме да станат успешни, и природниот тек е дека луѓето од првата вертикала се префрлуваат во втората и едноставно имаат еден кариерен раст кој е одличен, да речеме, за нашиот пазарни труд. Што треба да знаат барателите на работа? Ве кажавте некои работи на што е на клучно, што треба да го знаат пред да тропнат на вратата на Слайс. Што им препорачувате на младите луѓе кои што планираат да аплицираат? Па јас дефинитивно би им рекла, имаме многу материјал кој може да го прочита. Значи, сигурно нека провера нашата веб страна, нашата кариерна страна е пребогата со информации, што бараме, за која позиција, секогаш може да се јават или да ни пишат имейл за да им дообјасниме, но во всушност сигурно би рекла да бидат ориентирани кон постигнување резултати, да сакаат да изградат сериозна кариера. Значи ние не нудиме сезонска работа, ние не нудиме практикантска работа. Туку постојана. Постојана, редовна, сериозна работа која треба да ја видат. Би требало секој да сака кариерата во Слайс да му биде, еве да речеме, минимум 10 години. Може да понудиме можности за луѓе кои никош не биле никаде вработени, така да треба да бидат само полни со самодоверба и англискиот да им биде на прифатливо ниво за да може да почнат од некаде. Да, рековте дека може да се напредува. Кој е највисокото ниво до кое што може да се стигне во Македонија? Во Охрид поточно. Во Македонија највисокото ниво е директорско ниво. Дефинитивно тоа е нешто интерно што ние се го викаме learning level или ниво на учење 6, кај што би биле одговорните, да речеме, за цели вертикали кои се тука во Македонија. Би требало за некои 6 години, што е многу долго рок за некој, ама навистина скоро секоја година може да очекува дека би се движиле, ако се добри и не добри. Ако се, значи, ние на секој 6 месеци ги преверуваме луѓето докаде се, како може да им помогнеме, докаде се со нивната работна успешност, така да одлична е поддршката секоја година да напредува, да речеме, на следното ниво, така да за 6 години може некој да очекува дека би бил на врвот на пирамидата во Македонија. Да, сакаме да прашам и околу иновациите кои што го предвижуваат светот и големите и малите компании. Постојат ли кај нас иновации на тоа поле, кои ви се плановите во компанијата Слайс? Ние тука најмногу иновациите ги движиме по однос на како, да речеме, какви практики, какви човечки практики донесуваме, затоа што све друго повеќе е на стратешко ниво во Њујорк се развива, нормално дека нашите луѓе учествуваат во тоа, во тие сесии во кои се развива тоа, ама во Македонија дефинитивно се трудиме да донесеме иновација во човечките практики, како да направиме луѓето да им е убаво на работа, да се чувствуваат полезни, ценети. Да, да. Кои се бенефициите на малите бизниси кои што склучуваат партнерство со вашата компанија? Јас би била многу кратка тука. За, да речеме, од прилика 1 година им се дуплира бизнисот. Тоа е тоа, бидејќи, нели, едно е да имате само малечка пицерија негде и ве знаат само локалците. Друго е да бидете присутни на некоја апликација каде што се сите заедно. И трето е да можете да испратите пицата до кај нив дома во секое време и всушност тоа е зошто Слайс доживеа голем раст за време на короната. Значи ние бројките, јас мислам дека ги подобривме за 1000%. Во сите аспекти, дури во Македонија, значи бројот од 300 вработени скокна на 600 во тие 2 години, затоа што едноставно луѓето беа затворени дома и нарачуваа. Да, тоа ми беше баш следното прашање, како влијаше кризата. Да. Многу бизниси пропадна и се затворија и се жалат на многу големи загуби, значи ви бевте во добивка. Ние бевме во апсолутна добивка и се трудиме тој, да речеме, тек на настани, само едноставно да го продолжиме. И од тогаш немаме таков енормен раст, ама доста сме апсолутно сме стабилни. Јас би рекла дека пригазната на Слайс ќе трае минимум уште 100 години. Какви се плановите за во иднина?
Дали може би планирате на берза да продолжите? Да, има уште се во преговори, ама мислам дека за отприлика 2 години би се излегло на јавната берза во Америка, да. Кои се бенефициите од тоа што би биле? Оваа година за прв пат постигнавме профитабилност, затоа што стартапите во Америка не се очекува да бидат профитабилни, нели користат фондови од инвеститори. Надежта ни оваа година да не користиме пари од инвеститори, значи да бидеме само одржливи на некој начин и тука веќе би требало да очекуваме за 2 години да излеземе на берза. Бенефитите се, брендот станува уште многу појак, дефинитивно едноставно може многу поголема компанија да биде заинтересирана и кога веќе излегувате како да излегувате на повисок пазар со поголема конкуренција. И автоматски тоа ве тера интерно, внатрешно да донесете нови политики кои ќе ве направат посилни и поуспешни. Да, нека да сме на крајот на разговорот. Сакам да ме прашам и за ваша оценка за бизнис климата во државава. Дали е добро да се инвестира во Македонија? Апсолутно. Јас знам дека има многу различни мислења по однос на ова. Јас секогаш топло ја препорачувам, затоа што особено ако сте сервисна компанија, во моментов се отвараат многу такви сервисни компании кај нас, иако сме копнена држава, благодарение на интернет светот, ние можеме да станеме следниот IT центар, барем за Европа, нешто што го викаат IT Hub. Ние имаме луѓе кои не само се знаени, туку и навистина се грижат. И ако бизнисите се грижат, си ја сакаат работата, целосно се посветени. Ако бизнисите успеат да направат човечки практики, во кои тоа ќе го земат како силна вештина и ќе знаат да го употребат, апсолутно ќе бидат за многу брзо во добивка. И само да ви кажам, факт не е дека јас го кажувам ова, веќе луѓето го знаат тоа. Лани се отворија преку 80, тоа се вика скретеница SaaS, значи тоа е software as a service, значи софтвер како сервис на некој начин. И тие фирми нема да бараат само програмери. Јас тоа сакам да го испратам како порака до младите. Некако сите мислат дека мора само нешто околу тој дел, да речеме, инженери. Не е точно, сите тие бизниси повлекуваат многу други улоги, затоа што некој мора да го продава твој производ, некој мора да се грижи за тој производ, некој мора да вади податоци кои помагаат за раст на тој производ. Така да големо е портфолиото што може да се работи во тие фирми како технолошки компании, што ние ги викаме. Да. Така и само што на прашање има интерес кај младите, така за ваков тип на работа. Апсолутно има интерес, само јас би им рекла, ве молам, бидете проактивни. Значи ние излегуваме, правиме, кажуваме дека сме тука, ама понекогаш треба и да си ги побараат вратите за да ги најдат и секогаш сме тука, кој да торпам, секој има прилика, отворени сме. Особено во Охрид, јас можам да кажам во следната прилика би вработувале по 10 луѓе месечно, така да добре дојдени. Да, убава порака испративте. Тога ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и сите овие информации и ви посакувам многу успех и понатаму во работата. Ви благодарам. Фала ви на поканата. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со Наплане. Повторно се дружиме следниот понеделник. Довидување.